Благодарам, почитувам премиер, на самиот почеток од вашето излагање кажавте дека треба да ги судриме фактите и дека треба да ги расчистиме сите дилеми кои што ние како пратеници ќе ги имаме или сме ги добили од различни места, од разни информации и еве тука на честен начин, јавно, достоинствено поставуваме прашање до вас, вие сте должен тоа транспарентно да го кажете пред јавноста. Ние ништо друго не правиме. Никого ние не обвинавме. Него ја бараме вистината, господине премиер. Ништо друго. И зошто толку нервоза кај вас ако кажевте дека, например, за во МВР била осудена за некоја си сообраќајна незгода. Во ред, значи тоа се докажа, еве го кажавте тука дека тоа заради тоа било. Бидете транспарентен до крај. Не кажавте дали таја останува и понатаму собственик на фирмата Декодикс. Тоа треба тука да го објасните. И во конкретно за патните трошоци што кажавте за пратениците, да, добро кажавте, треба да се отвори таа тема еднаш и вие како премиер да излезете и да кажете што работи парламентот, што работи, како ги земат пратениците своите средства. Значи да нема веќе лаги во државата. Тоа до вас ја почитувам, премиере. Вие треба да излезете, а не сите пратеници, вклучувајќи ги и пратениците од позицијата, кога треба нешто да скриете, тогаш ги ставате на тапет и го лажете граѓанството. Тоа се вика непринципиелност, најмалце лажење.